но се надевам дека пред малите екрани на телефоните или каде и да сте пред уред кој може да го следи овој стрим, ќе го следите овој многу интересен надпревар кој почнува со напад на домашните. Најавената постава во бековската линија кај Велешани, како што кажав, се Марио Миланов на среден бек, потоа лево Бариша Цвитановиќ и десно е Черубим. Одличното засилување, бразилецот Габриел Черубим, кој речиси на секој надпревар откако дојде е најдобар стрелец во својот тим. Миланов, исто така, дојде го засили домашниот тим пред почетокот на плей-аут над преварувањата. Еве убава комбинација на Черубим до Марко Трајковски. Овој не успеа да најде позиција, ако бараше и веднаш забележувате дресот му настрада. Голема битка ќе биде ова со одбраната на корпулентните ракометари на Радовиш, но Бариша Цвитановиќ сепак успеа некако Трајковски да му направи простор, блок, чиста позиција. Одлично изиграа и останатите ракометари на Фрујтленд бореци. Еве го Велешкиот тим во водство 1-0. Овие свиражи упатени кон Ивица Илиев. Лути му се навивачите на домашниот тим што го напушти клубот пред почетокот на плей-аутот, а еве го одговорот на домашните Киселјов. Но веднаш враќа Миланов. Брз центар, 2-1. Марио Миланов. Илиев. Киселјов па Адамовиќ, односно Илиев Киселјов, да, па Адамовиќ, тоа е бековската линија на Радовиш. Ја смирија сега играта, го смирија овој напад, ќе се оди на долг напад, на чиста позиција и еве првата интервенција на Ѓурѓевиќ по ударот на Киселјов. Ќе имали овде брза контра и чиста позиција. Да, веднаш успеа да го најде Марко Трајковски, таму Зоран Стојановски и плюс 2 за Фрујтленд борец. Адамовиќ враќа. Неа наместија одбраната на време домакините, враќа Адамовиќ 3-2, се игра брзо на почетокот. А Миланов, Черубим, добра комбинација на крило, но еве го одговорот и на Славјан Паунов, прва интервенција. Славјан Паунов исто така, член на Велешкиот тим 2 сезони. Но на крајот на преодниот рок, на овој зимски преоден рок, се врати во Радовиш, од каде што и потекнува. Киселјов. Илиев. Адамовиќ. 3-2 е, оди Радовиш по изравнување. Илиев. Киселјов. Одлично задржан од Антунес. Киселјов, добра финта, но Черубим добар во одбраната. Долго трае овој напад, подигната рака на судиите под пасивен напад, под закана за пасивен напад се гостите мораше да шутира Киселјов и Ѓурѓевиќ на висината на задачата, на вистинската позиција. Александар Ѓурѓевиќ, одличен голман, а Фрујтленд добро во против нападите во овие први минути. Марко Трајковски прв гол. 4-2. За 4 минути дури 6 гола. Многу ефикасно почна. Илиев. Киселјов. Адамовиќ. Бара простор, Адамовиќ тргна во својата послаба страна, а потоа се избори за првиот удар од 7 метри. Беше турнат од Трајковски. Мораше така да интервенира одбраната. И еве го Ивица Илиев. Прв удар од 7 метри. Успешен е
Ивица Илиев, искусниот 37 годишен бек на Радовиш, намалува на 4-3. Уште еднаш голот на Илиев. Цвитановиќ беше фатен во блок. Таму високиот Густаво. Адамовиќ и еве израмнување. Втор гол за Лазар Адамовиќ. 4-4. Има овде исклучување. Има исклучување, го издржа Черубим овој дуел и успеа да се избори за 9 метри, но и на 2 минути исклучен Славе Јанковски. Кога гледате Черубим во кадар. Ова е Славе Јанковски. 2 минути без него игра Радовиш. Чиста позиција на крило, но нова одбрана на Паунов. Негова втора. Не успеа на десно крило таму Димитров. 6 минути игра, 4-4, оди Радовиш по прво водство. Илиев. Свирено е предходно, запрена акцијата. Не важи ова одбрана на Ѓурѓевиќ. Александар Ѓурѓевиќ, голман кој има искуство и одбранање во гигантот Веспрем. Адамовиќ успеа Ѓурѓевиќ да го фати. Трета интервенција за Ѓурѓевиќ. И еве контра за Фрујтленд. Но ке смири Миланов, се врати на време ракометарите на Радовиш. Черубим. Измена на крилна позиција на местото на Димитров Мартин Димов. На 50% е Ѓурѓевиќ. Еве одлична комбинација и чиста позиција е тоа за Гуедеш, прв негов гол. Не дозволува Фрујтленд борец Радовиш да победе. Го враќа домакините водството 5-4. Ја искористија предноста од играње со играч повеќе. За неколку секунди ќе биде Радовиш комплетен. Адамовиќ, Илиев. Имало прекршок од бразилецот Антунес, признава. Пабло Антунес. Играта е запрена. Адамовиќ. Киселјов. Добра флексибилна, би рекол, одбрана играат домашните, го натера Адамовиќ на крајот на шут без позиција и еве можност за зголемување на водството. Само една измена во составот на Фрујтленд борец и тоа она која предмалку ја направи тренерот Петлјански, кога го смени на десно крилна позиција Димитров. И овде мора да има пенал. Одлично изреагира тука Марко Трајковски, откако ја доби оваа топка. Успеа да се сврти, иако со двајца противнички ракометари на својот грб. Само да видиме кој ќе го изведува пеналот. Марио Миланов. Прв седмерец за Фрујтленд борец. Миланов еден гол. Штета беше или овај гол. Сепак е гол. Сепак е гол, мрежата скината, топката излезе. Сакав да кажам, иако го измами голманот Паунов, ја погоди стативата, но сепак топката, како што и
Претходно видовте, ја помина линијата и излезе од скинатата мрежа. 6-4 води Фрујтленд борец Илиев. На него Антунес агресивно. Знаат домашните од каде доаѓа најголемата опасност. Гледате двајцата бразилци напред во одбраната. Киселјов не важи овој гол, иако се лути Киселјов смета дека може ја судиите да подчекаат, но мислам дека имаше прекршок претходно. Адамовиќ, Илиев, шутираше Илиев низ нозете на Ѓурѓевиќ, за Ивици Илиев втор погодок. 6-5. Уште еднаш од друг агол, голот на Ивица Илиев. Миланов. Одлична акција. Одлична акција. Ова заслужува аплаузи. Черубим завршува, но асистенција за Марио Миланов. 7-5, повторно плюс 2 за Фрујтленд борец. Уште еднаш да го видиме ова, ги навлече Миланов прво ракометарите на Фрујтленд внатре кон полето од 6 метри, а потоа врати топката назад кон Черубим, кој имаше чиста позиција од 9 метри. Илиев. Може око да, може глава да крене од Антунес. Ево го повторно дуелот Илиев Антунес и право во неговите раце на крајот заврши оваа топка. Е брза контра, чиста позиција, штета што не е прецизен Зоран Стојановски. Мора Фрујтленд борец да ги користи ваквите ситуации, бидејќи мислам дека нијанси ќе решаваат за бодовите овде, кои се многу важни. Добре за домакините што имаше престап во оваа ситуација. Доби топка на пикер Габриел. Малку го споменуваме. Односно Густаво, простете, Густаво Ферира Паива Емануел му е целосното име. Миланов имало прекршок. Еве ги домакините во ситуација да дојдат до највисоката предност од плюс 3 и уште еднаш фатен во блок Бариша Цвитановиќ. За негова среќа ќе остане домашниот Фрујтленд борец во напад. И сега лоша комбинација. Одлично се снајде овде Славе Јанковски. Шутираше Черубим, нема гол. А грешат и гостите. Фрујтленд во напад во обид да го врати водството од плюс 2. Еве го Черубим.
А го видовте и Игор Котевски, човекот кој со вовде во оваа сала доживеат звездени моменти пред 30 години. А еве уште една одлична комбинација. Марио Миланов ја завршува со погодок. Трет гол. 7-8-6. Го споменав Игор Котевски, кој во сезоната 94-95 како член на Борец ја освои титулата првак на Македонија. Беше миленик на велешката публика Игор Котевски. Добра одбрана за Велешани. Сега услови за против напад му падна на топката на Густаво. За момент Цвитановиќ не се снајдоа најдобро во напад. Односно Антунес не се снајдоа најдобро во напад домашните и ќе одат во бавен обид да дојдат до чиста позиција и до плюс 3 кои до сега ги нема. Цвитановиќ има пенал. Има пенал, стартувал непрописно над него. Мислам беше дека е тоа Густаво, да, со 50 број 52. А еве го Миланов елегантно го постигнува својот четврти веќе гол и еве ги за прв пат Велешани на плюс 3. 9-6. Реков, нијанси ќе решаваат. Договор на тренерот на домашните Предраг Петлјански со Миланов, кој не игра во одбрана, го штеди само во еден правец Петлјански, еден од своите најдобри ракометари. А Адамовиќ во послаба страна имало прекршок, признава Трајковски. 9 метри. Бараше Адамовиќ пенал. Го нема Ивица Илиев сега. Со број 28 Киселјов е на среден бек, а со број 18 Петар Стојановски, кој сега сгреши, го замени Ивица Илиев. Еве го Фрујтленд Борец во ситуација да оди на плюс 4. Миланов. Трајковски. И сега лошо додавање, не се разбра со Черубим најдобро, а Черубим доби стиктен чувар. Адамовиќ повторно во послаба страна, Ѓурѓевиќ брани, сега ќе ми исклучување за Марко Трајковски, веќе трет прекршок кој на сличен начин го прави над Лазар Адамовиќ и судиите веќе не можеа да го толерираат. Ќе оди Ивица Илиев втор пат да изведува. Нема пенал. Има само 9 метри. Но се враќа Ивица Илиев во составот на Радовиш. Се враќа она почетна бековска постава. Адамовиќ. Сега Велешани со човек помалку, а каква одбрана на Ѓурѓевиќ откако Киселјов упати една бомба. Четврта интервенција на Александар Ѓурѓевиќ по подлого време, еве нова одбрана голманска. Не знам дали можеме да го видиме овој момент, но наистина изгледаше одлично. Еве го Фрујтленд Борец со играч помалку во ситуација да оди на плюс 4. Со празна мрежа Велешани. Миланов. Еве одбраната. Цвитановиќ. И успеа да дојде до оваа топка Антунес и да постигне гол. Со играч помалку, многу значајно за самодовербата на Велешани.
кои за прв пат доаѓаат до плюс 4, 10-6. И еве се буди и публиката, одличен лоп на Антунес де Фрейтас Марсело Пабло. Имаше ли овде чекори или судите не судат ништо? Добар проток на Ѓурѓевиќ, стапува на сцена, штета ова, дојде до Адамовиќ, има прекршок. Има прекршок над Адамовиќ. Запрено времето, запрена играта. Треба да му се укаже лекарска помош или само да земе здив бомбардерот на Радовиш, кој претходно играше во Вардар Неготино, па во Струга. Со број 10 Здравко Постолов во поставата на позиција на среден бек, од земена украдена топка, имали контра овде, Черубим, празен е голот, излезен е Паунов, Черубим прецизен. 8 минути на Фрујтленд борец, трет гол за Габриел Черубим, 11-6 плюс 5 и ќе има тајмаут. Мислам дека наскоро ќе има тајмаут, но ќе почека Котевски да види што ќе се случи во следниот напад. 20 минути игра во првото полувреме. Мислам дека ако не тргне, ако заглави овој напад, Котевски ќе повика тајмаут, но ајде да видиме. Постолов одлично се снајде, се прошета низ одбраната. Здравко Постолов, еден од најдобрите стрелци на Радовиш. А Черубим, минути за Габриел Черубим, четврти гол. 12-7. Сега ќе има ли исклучување за Цвитановиќ, да видиме? Не. Запрено времето. Цвитановиќ куртули од исклучување, а претходно Черубим го постигна четвртиот гол или вкупно 37-миот во дресот на Фрујтленд во својот 8-ми меч. Има добар просек. 4,5 голови од прилика по надпревар. 12-7 е Фрујтленд, има плюс 5, убави плюс 5 на 9,5 минути до крајот на полувремето. Сега проблеми за Петар Стојановски, кој го организира овој напад. Уште еден прекршок оди на него Антунес. Крената рака на судиите. Стојановски ќе има овде нов фаул, но се речат додавањата. Не знам уште колку судиите, уште 3 додавања велат судиите ќе толерираат. Еве го првото. Киселјов ја допрела топка Ѓурѓевиќ и еве го Фрујтленд во напад за плюс 6. Цвитановиќ чиста позиција, не направил, да видиме што, имало пробивање не од Цвитановиќ, туку дали е тоа Марко Трајковски кој му правеше блок, штета. Но ова се минути на Фрујтленд. Полека ја прават Велешани стрпливо оваа предност која сега изнесува плюс 5. Стојановски има гол, но ќе има исклучување. Ќе има исклучување сега на 2 минути ќе оди Антунес. Се насетуваше дека Антунес ќе биде следниот кој ќе одмори 2 минути. Имаше неколку груби стартови над бековите на Фрујтленд. 12-8. Штета има Велешани можност да одат и на плюс 6. Сега е плюс 4. Но мирно е на клупата на Фрујтленд борец.
Тајмаут наместо Котевски. Еве го Предраг Петлјански прв реагира и да видиме што ќе ги советува своите коментари српскиот стручњак. Rekao sam ti da će te čekat tamo i ti šutneš opet tamo. Samo malo, ne pričaj sad, nisam te pitao ništa. Mario, staćeš na ovu stranu, staćeš ovde Gabriela u sredini. Ok, change here, ok, and, ne, ovde će Bariš dodati. Ti si ovde lepo. Change, ok, after that, picker, ok, Gabriel, you come here, 2 against 2, ok, hop, Mario 1-2, okay. You have more player, you have crossing, hop, Marco, you can go here in the middle, he coming here deep, Profa vamo. Da, dobro se meni. Ajde, on cilj. Ете, слушнавте што се подготвува за следниот напад. Се ги позиционираше своите ракометари тренерот Петлјански. А Котевски се уште ги советува своите ракометари како да продолжат понатаму. Во секој случај, малку продолжен тајмаут доби Радовиш, повеќе од она што е дозволено, па затоа мораше и делегатот да реагира, а и записничката маса со оваа сирена да ги врати ракометарите на Радовиш на терен. Ѓоко Колевски, Сашо Кркачев го судат овој надпревар за оние кои подоцна се вклучија. Продолжува со напад на Фрујтленд Борец за +5. По 4 голови Гуедеш Черубим и Марио Миланов кај Велешани. Еве го Миланов. Цвитановиќ, трет пат фатен вака во блок. Шутира од земја. Миланов. И каде му е крилото? Беше Димов поназад. Велешани се со играч помалку, па мораше Димов да внимава на измена, оти играа со празна межа. Како и да е, пропадна уште една шанса за гол, а добро е што по блокот Ѓурѓевиќ ја скроти оваа топка. Петта одбрана ќе му ја броиме, иако најзаслужен е блокот. Се пожали Цвитановиќ на повреда. Ќе биде заменет. Уште 30 на секунди Фрујтленд Борец ќе биде комплетен. А да видиме кој ќе оди на да го менува Цвитановиќ. Тоа е Виктор Трифуновски, одигра одлични неколку меча Трифуновски откако се врати по подолго време во тимот по она повреда. Например, имаше одлична партија против Алкалуит во Скопје, кога постигна 7 голови Трифуновски. Има овде прекршок со мала задршка, но по додавањето на Черубим судиите досудија прекршок над Марко Трајковски. Безпоштедна борба води Трајковски таму со одбраната на Радовиш. Трифуновски прекршок 9 метри. Густаво Ферира и Петар Стојановски во средината во одбраната, но успеа да ги избегне Трифуновски, да отиде влево и таму да нападне и да постигне гол. Сепак тоа е Миланов, извинете. Марио Миланов, 5-ти гол. 5 од 5, 100% реализација за средниот бек на Фрујтленд Борец и еве ги Велешани повторно на +5, 13-8, уште неполни 5 минути до крајот. Одлично сега одиграно, а и успеа да најде простор Антонио Сантос од крило, но Велешани се веднаш пред Паунов. Штета што Виктор Трифуновски не успеа да постигне гол од чиста позиција.
Пак има продолжен напад за Фрујтленд, за Радовиш, проследе 13-9. Можеше да го вратат на водство од плюс 5 на Аки. Има сега тајмаут за Игор Котевски. Ко користи правото на тајмаут во ова полувреме, да го слушнеме што тој ќе ги советува своите ракометари. Изиграјте во напад или изиграјте во напад лево крило на 2. Ама нема да му дајш на Лазар, него ќе му дајш на Чичино. Во пол тргнат ве четврката на контрафинта. Крајниот излези ваму, Пикерот Густаво stay there, wait the ball. Нема да поможите вертиката. Пикер бразилец нема помош. И си очува Пикерот тој. На контрафинтат ве четврката пак ќе опомениш. Значи Јанковски, значи ја нудиш на Лазар и му даваш на ти во контрак фатија. Па на контрафинт. Ајде. 1, 2, 3. Акција со контрафинта, така беа советите на Игор Котевски. Ќе се игра некој лажњак и Слава Јанковски треба да емитира додавање до еден играч, но да му даде на друг. Ајде да видиме дали тоа така ќе функционира. Всушност треба Адамовиќ, колку што разбрав, да завршува. 4 минути и 18 секунди до крајот на првото полувреме. 13-9, постојано води Фрујтленд борец. Петар Стојановски на позиција на среден бек. Јанковски. Еве го она за кое што зборував, значи обратно не да завршува на Адамовиќ, туку Адамовиќ беше играчот кој требаше да ги излаже дека ќе ја добие топката. Стојановски. Запрена играта 9-3. Адамовиќ со број 10 е Здравко Постолов, брани Ѓурѓевиќа и дали се одбранија Велешани? Да. Добро би било за нив сега да постигнат и гол, да го вратат на водство од плюс 5. Се троши времето во првото полувреме, уште 3 минути до крајот. 5 разлика би била комотна предност со која би влегле Велешани во вторите и одлучувачки 30 минути. Некој Велешани во досегашниот дел од првенството има 2 победи, 2 пати ја совладаа Струга и има 2 нерешени средби и то токму против овој противник. Еве гол. Еве гол, одлично завршува Мартин Димов. Прв гол за него. Се одбранија Велешани овој прв налет со одбрзиот центар. 14-9. Има прекршок овде, се очекаа судиите да видат дали овој шут на Петар Стојановски ќе заврши во гол. Стојановски, Постолов. Адамовиќ. Здравко Постолов е најдобриот стрелец на Радовиш во досегашниот дел од првенството. 62 голови, ако можам добро да видам. А овде има престап. Овде има престап. ...92 гола, простите. 92 гола Здравко Постолов. Денеска постигна 1, вкупно 93. Черубим, среќно дојде оваа топка до него. Тој остане Фрујтленд во напад. Черубим, Миланов и Трифуновски во бековска линија. Трифуновски. Имаше ли овде прекршок, судиите не судат ништо. Се заглави оваа топка во мрежата.
Почнува да тече последната минута од првото полувреме. Солидни плюс 5 има Фрујтленд Борец. Ќе се обидат домашните да ја задржат оваа предност и на полувреме. Стојановски. Адамовиќ, Постолов. 4-2 во одбраната, длабока одбрана на Велешани. Адамовиќ за сега функционираше ова одбрана. Адамовиќ и понатаму се обидува со влезови на послаба страна или да постигне гол или да се избори за некој исклучување. Му излезе топката на Стојановски. Сега Постолов фатен во блок и може Черубим да оди во контра, во која ќе биде ова лесен погодок за Зоран Стојановски и за плюс 6 за Велешани во самиот финиш. Нова највисока предност, уште 5 секунди само треба да се одбраната и досудени се 9 метри, ќе има само време да се изведе овој деветтерец, се лути таму Густаво Ферира. Треба да го издржат само ова, да не примат гол. Има и исклучување за Густаво за оваа реакција, кога ја тресна топката од земја по судиската свирка. 15-9 прв пат плюс 6 за Фрујтленд Борец и тоа во најдобар момент во самиот финиш од полувремето. Адамовиќ ќе се обиде да го пробие овој блок, мора да внимаваат Велешани. Вакви ситуации многу често се постигнувале голови, но тука е Ѓурѓевиќ. Шеста негова одбрана, крај на првите 30 минути. Одлична игра на Фрујтленд Борец, по која има сигурни плюс 6, 15-9 во полувреме, во кое Марио Миланов постигна 5 голови, го следи Габриел Гуедеш Черубим со 4, а Александар Ѓурѓевиќ на голот на Фрујтленд 6 пати успеа да одбрани на спротивната страна. По 2 гола Ивици Илиев и Лазар Адамовиќ, 2 одбрани за Славјан Паунов. Тоа е отприлика она што го видовме во првите 30 минути. Ве оставам 10 минути да се одморите, а потоа се враќаме со второто полувреме и со расплетот од овој надпревар. Токму тие ќе го имаат првиот напад во второто полувреме. Се враќа искусниот Ивица Илиев, кој го почна овој надпревар на позиција на среден бек со број 28. Почнува и Киселјев и Адамовиќ. Тоа е почетната бековска линија на Фрујтленд Борец, на Радовиќ, простете, во второто полувреме. На крила со број 14 Сантош и ако добро забележувам со број 13 тоа е Славе Јанковски. Со играч помалку го започна мечот второто полувреме Радовиќ поради исклучувањето на Густаво, нивниот пивотмен, кој поради приговор, поради удирање топката по судиската одлука, свирка, доби 2 минути, а сега Велешани добиваат пенал трет, откако беше фаулиран во позиција за гол Мартин Димов и еве можност да се оди на плюс 7. Марио Миланов до сега 2 пати прецизен. Миланов уште еднаш неприкосновен од линијата. 6 гол за него. Еве го Фрујтленд Борец на плюс 7, 16-9 во самиот на почетокот од овој меч. Без промашување Марио Миланов.
го игра маестрално овој надпревар. И командува нападите на Велешани, погодува, асистира, едноставно игра за чиста десетка. Илиев истуркан, као ли беше Антунес, нималку нежен Антунес, еднаш исклучен, еве опомена за него. Да видиме сега што судиите ќе се консултираат на записничка маса, дали ќе се прегледува оваа снимка, да, дали му се заканува црвен картон на Антунес, да видиме. Дали тоа ќе се гледа? Антунес стартуваше над Ивица Илиев и мислам дека одлуката е да продолжи играта без никаква санкција. Илиев, Адамовиќ. Лоша топка до Илиев. Комплетен е Радовиш во овој момент, се враќа баунат на голот, а греши Киселјев. Греши Киселјев. И одат Велешани во нова невисока предност. Сега на пикер останува Антунес. Миланов, Цвитановиќ и Черубим. Бекови. Лево и десно Стојановски и Димов. Играта запрена. Времето исто така. Опомена за Антунес и за Филип Костадинов. Прески на дресот и на Антунес, нималку нежни не се ни едните ни другите во одбраната. И еве го Антунес добива топка и овде мора да има пенали, 2 минути исклучување ќе добие. 2 минути исклучување ќе биде тоа за Сантош. Одлично изработено. Мораме да признаеме. Еве го Марио Миланов по 4-ти пат на линијата за 7 метри, 3 пати беше прецизен. И еве, уште еднаш не греши од линијата, 7-ми гол за Миланов, дури плюс 7, плюс 8, простите, 17-9 веќе води Фрујтланд Борец. Одлични плюс 8 за Велешани. Но не смееме да го отпишуваме Радовиш. Се сеќавате на оној надпревар на Фрујтланд Борец против Прилеп, кога Велешани има плюс 10 и тоа на 9 минути пред крајот. И потоа мора да се спасуваат од пораз. Што беше навистина неверојатно сценарио, но ете, и тоа го видовме во раковетот. Киселјов, Илиев, Адамовиќ, заглави Адамовиќ, мора да враќа Илиев, бара простор, има прекршок 9 метри. Мора да внимава Антунес, односно Бариша Цвитановиќ беше тоа. Илиев крената раката на судиите. Адамовиќ истуркан, има прекршок 9 метри. Илиев, шутираше, да видиме само, одлично Ѓурѓевиќ, откако шутираше Киселјев, Ѓурѓевиќ со голманска парада, па потоа мораше да спасува аут. И му носи на својот тим шанса да оди на дополнителна предност од плюс 9. Радовиш 5 минути веќе нема гол во второто полувреме. Миланов сам. Симултантка на Марио Миланов, 8 гол од вкупно 18 кои ги постигна неговиот тим. 18-9, двојно повеќе голови постигна Фрујтланд Борец од својот противник. 3-0 серија на Велешани, ако ги броиме и оние два гола од крајот на второто полувреме, 5-0 е вкупната серија на Фрујтланд Борец во овој момент. Еве нова интервенција, иако бара прекршок гостите. Заглави таму Черубим. Но можност е ова Фрујтланд Борец да оди на двоцифрена предност.
демонстрација на моќ од страна на домакините. Барем до сега игра за чиста десетка. Но има уште многу да се игра. Не верувам дека Радовиш така лесно ќе се откаже од овој надпревар. Черубим има прекршок, стартуваше Костадинов, има 9 метри. Играта, односно времето за сопрено. Миланов. Черубим. Имаше удар, се пожели од удар од Славе Јанковски. Вели во лицето, судиите и сам дека нема да санкционираат или ќе има исклучување за Славе Јанковски. Нов проблем за Радовиш, одново ќе игра со играч помалку гостинскиот тим. Сега бара објаснување Здравко Постолов таму од судиите. Сметаат дека престрого е досудено во исклучување, но играта продолжува. Веќе 7 минута Радовиш нема постигнато гол во второто полувреме. Миланов, топка на крило до Димов, овој елегантно низ рацете на Паунов, еве плюс 10. Втор гол за Мартин Димов, 19-9. Плюс 10 мора да се поздрави оваа игра, трае оваа серија на Велешани од 6-0, вклучувајќи ги и оние два гола од финишот во првото полувреме. Радовиш не знае како до гол во вториот дел. Постолов, Илиев, не важи овој го погодок. Черубим навреме го фаулирал Ивица Илиев, иако некако поснажно делува Ивица Илиев, но пргав е Черубим. Постолов, Адамович, Илиев, Постолов, шутираше Илиев и сега го изненади голманот Ѓурџевиќ, а на празен гол враќаат Велешани. Се враќа разликата од плюс 10. Навистина не забележав кој го упати овој шут кон празната мрежа на Радовиш. Дали тоа Миланов беше? Не знам дали режија имаат информација за тоа, како и да е. 20-10. И уште една украдена топка, не. Судиите велат имало прекршок на Ивица Илиев. Марио Миланов, 9 гол. 9 од 9. Неверојатно. Постолов. Ѓурџевиќ брани. Негова 9-та интервенција и еве го Фрујтленд борец по зголемување на предноста. Черубим има прекршок за 9 метри. Стефан Кочаров во поставата, во одбраната на Радовиш, тој го направи прекршок. Среќа што не газеше во линијата од 6 метри. Сега 5-1, Кочаров оди напред да пречи проток, лесен, брз проток на топка на бековската линија на Фрујтленд борец Миланов. Односно, да, тоа е Марио Миланов, 9 метри. Черубим. Задржан од Здравко Постолов, бара побрзо Трифуновски да се ослободи, да се открие. Черубим сега право во голманот Костадиновски, кој го замени Паунов. Да ги запишеме само првата одбрана на Костадиновски, потоа и 10-та интервенција на Ѓурџевиќ, но подбиената топка гол постигнува Томче Трајчевски. Прв погодок за Трајчевски, 20-11. Ѓурџевиќ и Солев, двајцата голмани во комуникација.
За сега Фруитленд борец во први 10 минути контролира се на оваа средба. Први 10 минути во второто полувреме Миланов виде дека има простор да тргне и да го постигне својот 10-ти гол, го направи тоа за плюс 10 со 10-тиот гол на Миланов. Илиев шутира право во Ѓурѓевиќ, веќе 11-та интервенција за Александар Ѓурѓевиќ. Тоа се првите две имиња на оваа средба, Ѓурѓевиќ и Марио Миланов. Черубим ја испушти сега оваа топка Антунес и во контра постигнува Радовиш погодок преку Славе Јанковски, негов втор, намалува на 21-20. Ќе бара тајм-аут тренерот Петлјански да ја смири малку оваа еуфорија. Не верувам дека не е задоволен, но ајде да видиме што ќе ги советува. Wait in attack, little wait, okay, spending time. What I say, cross with wing, playmaker all time move here to receive pass, okay, cross, he follow him, okay, pivot go here, understand? This player 1-to-1, okay, pivot go here, okay, move this player, okay, this player play 1-to-1 against this player. Hop, and see, there, Mario, halo. Znači na pivot široko, ode 1 na 1, ovaj ode duboko, hop. Sad, gledaj, znači ovaj tu može Gabriel da ide u krštanje, može ovaj, može srednji bek Viktor da uđe na 2, možemo da promenimo pa da Viktor odavde pusti loptu profi i utrči na 2, ode profa krene 2 na 2, Gabriel pusti se. Ajde, momci! Се договораше следната акција, немаше некакви совети од Петлјански да се промени нешто битно во играта, задоволен очигледно, а Игор Котевски, иако не изгледа така, верувам дека ни малку не го радува она што го гледаме на семафорот, а тоа се 9+ за Фруитленд борец против Радовиш, чии тренер се разбира Котевски. Черубим. Миланов. Има промена во одбраната кај Радовишани, нешто по длабока одбрана сега, по агресивна. Нема веќе што да калкулираат Радовишани. Време е се помалку, а разликата е огромна, па ќе мораат со агресивна одбрана да се обидат да се вратат во надпреварот. Черубим шутираше. Мислам дека неа допре оваа топка голманот Костадиновски, кој го замени Паунов, кој забележа само 2 интервенции. И еве ги Радовишани во ситуација да намалат на -8. Постолов во средината, Петар Стојановски, десно Лазар Адамовиќ во набековската линија. Филип Трајанов десно на крило. Шутираше сега Постолов. Убаво му направија неговите суиграчи позиција. Здравко Постолов втор погодок. Но ќе има пенал на спротивната страна откако ова брза контра се реализира преку Антунес, кој дојде во позиција за гол, беше фаулиран. Марио Миланов по 5-ти пат на линијата. Сега против Костадиновски и сега промашува. Еве го првиот промашен пенал на Миланов. Останува минус или +8 за Радовиш, за Фруитленд борец, -8 за Радовиш. Не сме да се опуштаат домашните, иако предноста е висока. Сега ќе има пенал и исклучување 2 минути за Антунес. Тоа е негово второ исклучување, мора да бидат внимателни. Не Антунес, туку тоа е Марко Трајковски. А пеналот ќе оди да го изведува Лазар Адамовиќ. Постигна 2 гола.
Прецизен е негов трет погодок, 21-14. Имаше плюс 10 Фрујтленд борец. Сега таа разлика е сведена на 7 голови. Уште еднаш ќе повторам, Пелешани еднаш се изгореа вака против Прилеп, па верувам ја научија лекцијата. Да добијат напревар во кој воделе плюс 10. Еве одлична акција, завршува уште еднаш ефикасно Мартин Димов трет гол. 22-14. Уште еднаш погодокот по асистенцијата на Черубим. Постолов. Со играч помалку, да ве подсетам, Фрујтленд борец. Постолов. Черубим уште еднаш добро реагира во одбраната. И сега тајмаут, почувствува Игор Котевски дека заглави нападот. Ќе оди минута одмор за Радовиш. Играјте го Игор, лажно лево. Не може да му дајте него, значи кој ќе Густаво и голем се фрла на Густаво. Ова е низок, не може да му дајте него, зашто крајниот таму го фаќа, него му е тргни. Значи играјте го ова, Пикер лево, лажно Игор, или играјте го Ивица. Ти да влезеш таму, да го заблокира двојка, само да натрча таму. Значи, играјте го лажно това, Здравко натрча со полна сила за да поминиш да дадеш гол. Ајде. Кој задршки да блокира. Ајде. Повторно ќе се игра со лажњаци. Некако тоа е омилено за Игор Котевски. Кога играч лажно додава до еден на потоа топката дистрибуира до друг играч. Кога тоа го слушнавме во еден од претходните тајмаути, не помина во прва. Постолов. Сега добар проток на топката, но задржан пивотменот на Радовиш. Постолов е уште еднаш слична комбинација и уште еднаш заглави, тоа е Томче Трајчевски. Продолжува нападот, но брзо ќе биде санкциониран со пасивен, а Трајчевски од трет обид прецизен. Трет гол за Трајчевски. 22-15, повторно намалено на 7 разлика. Се преполовија и минутите во второто полувреме, уште точно 15. Черубим, Миланов. 10 голови со едно промашување. И овде мора да има исклучување по признавањето на овој гол за Виктор Трифуновски. Повлечен беше за дрес, прв погодок за Трифуновски. 23-15, а Костадинов оди на 2 минути. Проблеми Радовиш сега во следните 120 секунди. Плюс 8 е. Во овој плей-аут ракометарите на Радовиш влегоа без бодови, тоа е единствената екипа која влезе во плей-аутот со 0. Да го запишем овој гол на Стојановски. Петар Стојановски прв погодок. 23-16 со играч помалку Радовиш прецизен. И ако Велешани денеска слават, ќе му побегнат 3 бодови на тимот на Радовиш, значи затоа е многу важна оваа средба и за едните и за другите. Ако Радовиш пак ги освои бодовите, тогаш ќе го престигне тимот на Фрујтленд борец, ќе анулира на предност која Велешани ја има. Стојановски. Елегантно Зоран Стојановски, трет гол. 24-16. Не дава Фрујтленд борец Радовиш
да види било каква шанса. Малку топки за Стојановски, од 4 шута 3 гола. Сега ова е Петар Стојановски кај Радовиш со број 18 ги организира нападите на својот тим. Постолов па Стојановски заглави Черубин, прави прекршок во колаборација со Антунес. Постолов, Стојановски. Тргна Стојановски сега десно да се обиде, но таму уште еднаш налетува овој пат на Бариша Цвитановиќ. И продолжува Стојановски да ја бара својата шанса. Повторно во послабата страна и повторно таму кај Цвитановиќ и Трифуновски. Некако упорен Стојановски, на крајот големо промашување. Сега Велешани не треба да брзаат, треба полека да го затворат над преварот, да го трошат времето, имаат висока предност од +8, а уште 12 на минути до крајот на средбата. Трифуновски на позиција на среден бек. Се враќа Миланов на својата позиција, Трифуновски на неговата и еве уште еднаш топка на крило и уште еднаш Зоран Стојановски тоа елегантно го решава. Четврти негов гол, 25-16 и одново +9, високи +9, се поблиску е нов успех на Велешани, му се смешка третата победа во ова првенство или прва во плей-аутот. Постолов, но ништо нема да биде решено ниту после евентуалната победа на Велешани. Ивица Илиев стрела. Четврти негов гол. 25-17. Има прекршок над Антунес. Еве го погодокот на Ивица Илиев. Черубим. Добар процент и за ветеранот, 37 годишниот Илиев. Черубим успеа да одбрани Костадиновски. Втора негова интервенција. Има полуконтра за Радовиш, истуркан Котшаров во аут. Ке продолжи нападот на гостите, но ке се врати одбраната и ке се постави одбраната на Фрујтланд борец. Постолов, Илиев, Адамовиќ. Да видиме како тие ќе функционираат. Киселјев го нема подолго време. Адамовиќ, гол. Четврти погодок за Лазар Адамовиќ. Високиот бек на Радовишани, 25-18. Постигна 4 голови, но 8 пати дури шутна. Лазар Адамовиќ, Миланов, Черубим. Имаше влечење за дрес, но откако Миланов ја додаде топката веќе, не го Миланов, па Черубим, Трифуновски. Финта да се ослободи од Постолов не успева, Постолов направи прекршок. Трифуновски, го чекаше овој момент Виктор Трифуновски, втор негов гол. 26-18, многу важен погодок на Виктор Трифуновски за самодоверба во неговата екипа во момент кога заглави нападот на Фрујтланд борец. Успеа да најде решение Виктор Трифуновски. Постолов. Прецизен е Здравко Постолов, четврти гол се изедначува со Илиев и Адамовиќ. Тоа се тројцата ракометари на Радовиш кои постигнаа по 4 голови. Режијата вика 3. Јас имам запишано 4, но добро. Не е ни толку важно. 26-19 влегуваме во последните 9 минути од средбата. Миланов отиде на втор пивотмен Димов. Еве го уште еднаш претрчува таму и загубена топка.
влегували Фруитленд борец во криза. Ќе мора Петлјански тоа добро да го внимава. Но еве ги освоја домашните топката. Добро е што грешат гостите и Стојановски е во контра. Има гол. Има гол, петти погодок за Зоран Стојановски за да избие на второ место на листата на стрелците во неговиот тим. После Марио Миланов кој постигна двојно повеќе, 10, 27-19. Се помалку надежи за Радовиша. Овој човек мора да биде задоволен од дебито пред домашната публика, барем до она до кој до сега го видовме, а остануваат уште 8,5 минути до крајот. Киселјов се врати. Еве еден ефектен гол на Лазар Адамовиќ. Петти. Тој е наефикасен сега кај Радовиш. 27-20. Погледнете како изгледа дресот на Виктор Трифуновски. Голема борба биеше бекот на Велешани во текот на минутите кои ги играше Миланов. Черубим е прецизен по подлого време. Петти погодок. Мислам дека ова е прв гол за Черубим во второто полувреме. 28-20. Не дозволува Фруитленд да се приближи ни малку Радовиш и да се понадева дека може да направи нешто повеќе на оваа средба. Илиев има прекршок истуркан од Бариша Цвитановиќ. Адамовиќ, Илиев успеа да го солода Ѓурѓевиќ. Петти погодок за Ивици Илиев. 28-21. До крајот нешто повеќе од 6 минути. Ова е Стефан Кочаров од Вардар Неготино. Дојде во тимот на Радовиш. Миланов. Черубим. Слава Јанковски прави прекршок 9 метри. Миланов. Одлична финта, дриблинг. Штета што му се испречи сега Костадиновски со третата интервенција. Во полуконтра Радовиш, Адамовиќ. Овде имаше прекршок, но се било коректно во судите, само 9 метри. Добро е што Адамовиќ не артерираше лошо на земјата. Еве го, оној дриблинг на Миланов и уште подобрата интервенција на Кристијан Костадиновски, трета. Го помина Славјан Паунов, кој два пати беше успешен. 9 метри. 5 минути до крајот. Киселјев, Адамовиќ, гол. Шести за Лазар Адамовиќ, за минус 6 за неговата екипа. 28-22. Време има малку, но уште еднаш ќе ве подсетам на преворот со Прилеп. Затоа треба максимална концентрација до последната секунда. Бојан Солев за прв пат на голот, со аплаузи испратен Александар Ѓурѓевиќ. Илиев. Прецизен е Ивица Илиев. Шести гол за него. Еве ги Радовишани на само 5 разлика. 28-23. До крајот 4 минути. Ги држи ли конците во своите раце Петлјански? Мислам да. Во секој случај го држи она картонче за тајмаут. Еве добра комбинација. Овде мора да има пенал. Искусно Антунес се избори за седмерец, ја доби оваа топка, виде дека двајцата негови чувари се наоѓаат во полето од 6 метри, се сврте, шутираше. И еве го
шестиот седмерец за Миланов, 4 пати прецизен, еднаш промаши. Еве уште еднаш погодува, 11-ти гол за Миланов, 29-23, само 2 промашувања за Марио Миланов. Прекршок Ивица Илиев фаулиран. Мислам дека нема време за пресврт, 6 разлика е, уште само 3 минути. Велешани се поблиску до третата победа во ова првенство. Има овде исклучување за Черубим, признава. Черубим спортски се поздравува со Илиев. Ја заврши работата Габриел Гуедеш. Черубим постигна 5 гола. Ке се врати на една минута пред крајот. Има уште една минута да одигра. Во надеж дека неговите соиграчи мирно ќе го доведат до крај овој надпревар. Илиев. 9 метри. Добра одбрана на Фрујтленд борец. Киселјев. Адамовиќ. Киселјев го виде втрчувањето на Илиев. Навреме додаде до него, но Илиев деконцентриран во оваа ситуација и пропадна и последната шанса колку толку да фатат некаков приклучок. Радовишани, можеме веќе полека да го прогласиме Фрујтленд борец за победник во оваа средба, да констатираме дека Велешани ќе го забележат третиот успех во третиот меѓусебен надпревар. Прва победа за Велешани. Ќе споменам дека првите две средби меѓу овие два тима завршија нерешено. Иво Радовиш, Иво Велес. Не е неважно и со која разлика ќе заврши овој надпревар. Еве одлична комбинација која со гол ја завршува Антунес. Втор погодок за пивот менот на Фрујтленд борец, 30 спрема 23 плюс 7. Со играч помалку Велешани погодија, а сега Радовишани прават вишок. Трајанов доби топка, беше веќе легнат во полето од 6 метри Зоран Стојановски, па по сите пропозиции ова е пенал. Лазар Адамовиќ ќе оди да го изведува заедно со Илиев, најефикасните стрелци. Ова е погодок за Адамовиќ, 7, 30-24. Полека почнува да тече последната минута. Во овој момент Фрујтленд ќе биде и комплетен, ќе се врати Солев, нема да го враќа Черубим тренерот Петлјански. Миланов, Бариша Цвитановиќ и Трифуновски, а Миланов постигнува гол за точка на овој надпревар. 12-ти погодок во оваа брилјантна партија за Марио Миланов, а еве и првата интервенција на Бојан Солев, додека вие го гледавте во повторна снимка голот на Миланов. Бојан Солев ја остварува првата интервенција, се запише во статистиката и тој 31-24, 15 на секунди до крајот. Убаво би било Велешани сега уште еднаш да бидат прецизни. Реков, не е беззначајно со која разлика ќе заврши надпреварот, бидејќи си игра и во надпревар и во Радовиш, па може и меѓусебниот дуел да решава која од овие две екипи евентуално била на подобра позиција. Крај на средбата, 31-24 на крајот, победа на Фрујтленд борец од 7 разлика. Велешани го добија овој надпревар во првото полувреме кој заврши со нивна предност од плюс 6 и во второто успеа само да ја задржат и да ја надоградат за уште еден гол ова предност, ова разлика. Маестрална партија на Марио Миланов уште еднаш, кој постигна 12 голови. Покрај него Александар Ѓурџевиќ одличен со 11 интервенции. Кај гостите пак Лазар Адамовиќ 7 пати се запиша
на листата на стрелците, а голманите на Радовиш вечерва нема свој ден. Ја видовме пред малку и статистиката во која вели дека речиси во сите статистички категории Фруитленд вечера подобар, заслужено ги освојува бодовите и веќе му побегна на тимот на Радовиш со 3 бода. Радовишани по двете одиграни кола во плејаутот остануваат на 0, Велешани одат на 3 бодови. Почитувани гледачи, мислам дека сте задоволни од она што го видовте вечерва од целата гемиџи. Уште еднаш на крајот Фруитленд борец Радовиш во последниот надпревар, второто коло од плејаутот 31-24. Од името на целата екипа на Live Streaming Production ви посакувам пријатна вечер.